Од денеска Струмичката болница ја обезбедуваат 4 припадници на армијата на Македонија, како и 4 полициски службеници. Од управата на болницата велат дека доколку е потребно, ќе побараат засилување. Една од најчестите слики по смрт на ковид пациент. Блиски на починатиот реагираат бурно и несоодветно, а настрадува медицинскиот персонал. Директорот на болницата вели дека сами не може да се справат со конфликтните ситуации, па затоа помош побарале од војската и полицијата. Заради тежината на болеста, некои луѓе завршуваат фатално и сега од фамилиите или блиски пријатели се нетрпеливи да се почитуваат протоколите на издавање по смртница или другите работи административни, и луѓето се малку поагресивни, немат трпение, едноставно да се има ред и на амбулантите и за чекање ред, а и за такви инцидентни ситуации. Алармот за ковид состојбата во болницата се уште е на црвено. 89 пациенти е вкупната бројка која циркулира. 49 од нив се сместени на инфективно, а останатите примаат дневна терапија. Гогов били дека е рано уште за позитивни прогнози. Ако некој кревет се испише, некој пациент се излекува, си оди дома, па останува кревет, 2-3 кревета така да бидат за наредни пациенти ако има потреба. Инаку капацитетите се полни. Се уште трае алармантна состојба што пациентите ја барат како преглед во болницата и болничко лекување. Немаме доволно кревети. Слободно. 600 струмичани се активни во моментов на COVID-19.